Пресудата на Меѓународниот суд на правдата и македонската атлантска интеграција беа дел од темите на разговор на денешната средба меѓу Филип Рикер и премиерот Никола Груевски. Рикер по средбата посочи дека Македонија треба да го реши проблемот со името и дека вратите на НАТО се отворени за оваа земја. НАТО, Северноатлантскиот договор е сам по себе договор под закон кој бара консензус за да се земе светата и важна одговорност за членството во алијансата. Обврските за членството во НАТО значат дека на постоечките членови, како и новите членови, мора да им биде удобно и сите да се согласуваат. Она што е променето во 100 години е дека овој регион беше растргнат во Балканските војни, од Првата светска војна со пактови, договори, со големи сили кои маневрирале и големи империи кои денеска не постојат. Денеска во 2012 година, земјите во овој регион сите застапуваат сами, имаат можности за да бидат слушнати, да ја одредат својата судбина, да работат и да преговараат. НАТО ја држеше и ја држи отворена вратата. Сад тоа го поддржува. Ние го поддржуваме членството на Македонија во НАТО и тоа е тоа што сакаме да го видиме, истакна Филип Рикер. Поранешниот амбасадор на САД во земјава не можеше да посочи дали Македонија ќе се најде на агендата на НАТО за предстојниот самит, но потенцираше дека земјава е тема на разговорите во НАТО веќе долго време.